минатиот период имавме и случај каде што имавме малолетничка бременост и после 20-тата гестацијска недела се обративме за да може да ја прекине бременоста. Таа беше средношколка. Тој случај навистина не остави впечаток бидејќи комисијата одлучи да не ја прекинува бременоста, иако знаевме дека како резултат на таа бременост таа ќе мора да вклучи нелегален брак и за жал така и се случи. Таа се породи минатата година, но повеќе не во таа брачна заедница, но за жал го прекина средното образование, иако е задолжително. Салија Бекир Халим е долгогодишна активистка за човековите права. Вели дека трендот на малолетничките бракови бележи благ пат, но бројките се уште загрижуваат. Невладината иницијатива за правата на жените во Шуто Оризари податоците за детските бракови ги црпи од малолетничките бременности на ниво на оваа општина. Таа бројка е некаде изминатава година, некаде околу 16% на територија на Шуто Оризари, иако бројката е опадната за разлика од лани, каде што 20% беа. Меѓутоа, оваа година се уште имаме и за жал, тоа е показател дека сите ние како граѓани треба активно да се вклучиме во овој процес за надминување или елиминација на малолетничките бракови. Според неа проблем се и договорените бракови. Вели изјавата од видеото "Се мажам за Белгија", што повеќе од деценија кружи на социјалните мрежи, се уште е реалност. Често знам да кажам дека иако служи за шега на социјалните мрежи, но нас треба да ни укаже дека тоа е аларм за помош, особено за тоа што во тоа видео младата девојка ниту го знае името на со кого треба да биде нели како брачен другар. Тоа ни укажува дека ја знае само земјата и ни укажува дека тоа е договорен присилен брак. И сите ние треба да се запрашаме дали треба да се смееме на вакво нешто и да го игнорираме тоа видео, или сите треба активно да се вклучиме во елиминација на овие малолетнички бракови. Малолетничките бракови постојат, никој од органите не води евиденција, а тие повлекуваат низа проблеми, вели народниот правобранител Насер Зибери. Бројот на представки е мал. Лани само еден родител се обратил до омбудсманот, но ова не значи дека проблемот е елиминиран, а во таквата заедница често е појавата на семејно насилство кое не се пријавува. Институцијата Народен правобранител уште во 2017 година поднела иницијатива за измена и дополнување на Законот за семејство, Кривичниот законник и Законот за средно образование. Во делот на Законот за семејство побаравме да биде елиминирана можноста да се дозволи стапување во брак или вон брак на малолетници, односно живење во вонбрачна заедница на малолетници. Бидејќи сегашната регулатива тоа прашање не го уредува, односно законот дозволува стапување во брак на малолетник кој има наполнето 16 години, доколку родителите се согласни, а Центарот за социјални работи даде позитивно мислење. Исто така во делот на Кривичниот законник баравме да се забрани полнолетник да стапи во брак или вонбрачна заедница со малолетник. И во делот на Законот за средно образование да се стави обврска родителот да го пријави случајот кога детето отсуствува од воспитно-образовниот процес како резултат на отпочнување на вонбрачно или брачно живење. Но процесот се уште трае, а резултати нема. Обезбедувањето заштита на детето и неговите права не се само обврска на родителите и блиските роднини, туку и на сите институции во системот, вели Зибери. Во делот на интервенциите во Законот за семејство дадена е
позитивно мислење на ресорното министерство, Министерството за труд и социјална политика. И последните информации говорат дека тоа прашање е опфатено во предлог измените на Законот за семејство, односно инкорпорирано е во одредбите од Граѓанскиот законник, кој се уште е во фаза на изготвување во Министерството за правда. За жал, тој процес трае предолго и ефектите од евентуалната примена на ваквите одредби се очекува, односно до сега нема никакви резултати. Според последните информации на УНИЦЕФ, 8% од сите жени на возраст од 20 до 24 години во земјата се омажили или почнале да живеат во заедница пред 18 годишна возраст. Уште позагрижувачки е што 45% од жените ромки на возраст од 20 до 24 години биле мажени или живееле во врска пред 18 годишна возраст и 15% жени од истата група биле мажени или живееле во врска пред 15 годишна возраст. Комитетот за правата на детето на Обединетите нации препорачува дека е неопходно да се спроведат силни мерки за искоренување на детските бракови и за подигање на свеста за негативните ефекти од таквите штетни традиционални практики за децата, особено кај ромското население.